Денеска православната црква го празнува Вознесението на Господ Исус Христос. Вознесение на Господ Исус Христос. Во овој ден, во четвртокот на шестата недела по Пасха, го празнуваме Вознесението на Господ Бог и Спасител наш Исус Христос. Бидејќи кога беше со своите ученици, пред страдањето им го вети доаѓањето на Светиот Дух, велејќи: Добро е јас да одам, ако јас не одам, Утешителот нема да дојде. И повторно, кога ќе дојде тој, ќе ве научи на целата вистина. По воскресението од мртвите во текот на 40 дена им се јавуваше на своите ученици, не заедно, туку одделно, јадејќи и пиејќи со нив, појасно представувајќи го воскресението. Најнакрај, откако им вети многу за Царството Небесно, им заповеда да не се одделуваат од Ерусалим, туку да пребиваат и да го чекаат доаѓањето на Пресветиот Дух и со него да бидат крстени. Им заповеда да пребиваат во Ерусалим, за да таму најпрв им биде проповедено Евангелието, и да потоа, кога ќе одат на туги места, да бидат добро опремени, како некои војни, подготвени со оружјето на Духот, и така да одат против непријателите Христови. Кога настана времето на Вознесението, Христос ги одведе учениците своји на Елеонската гора, која така се нарекува затоа што беше засадена со многу маслинки. И им говореше за своето царство и дури говореше дојдоа ангели и го покажаа вознесувањето на небесата. И дури тие гледаа, тој беше земен од нивната средина, носен на еден облак од ангелите, и седна одесно на Оца, обожувајќи ја плотта, и ја створи и неа божествена, преку која ние се помиривме, а древното непријателство беше разрушено. Пред апостолите застанаа ангели во вид на мажи и говореа: Мажи галилејци што стоите и гледате кон небото. Тој, кого што го видовте во плотениот Бог Исус, тој пак ќе дојде најаве во плот, но не како првиот пат, понизно и молчаливо, туку со слава голема, како што и сега гледате од ангелите. Тогаш апостолите се вратија од Елеонската гора, бидејќи таа беше близу до Ерусалим. 2040 стапалки. Тоа е еден саботен ден. И бидејќи така е пропишано до Мојсеја, толку стапки во сабота да можат да се одат, затоа што и скинијата на заветот беше толку оддалечена од јудејскиот полк. Возможно беше да се оди во сабота, да се поклонат таму, не правејќи поголем пат, затоа што и се нарекува саботен ден. Некои сметаат заради тоа дека Христовото вознесение било во сабота, но тоа е погрешно. Откако се вратија апостолите, влегоа во горната соба, во која беше заедно со жените мироносици и мајката на Словото, која со пост и со молитва и со молби го чекаше доаѓањето на Светиот Дух, како што беше ветено: Христе Боже, кој се вознесе во слава, помилуј не. Амин. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Алилуја.
našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravne Serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu tja veličajem.